Драги гледачи, ова утро зборуваме малку повеќе за дечињата, односно со мојата денешна соговорничка Ана Салтирова Давидовски, која напише една прекрасна книга. Благодарам, така е насловено ова трето издание. Велите за себе дека сега почнавте да пишувате книги за деца, влеговте во водите на пишаниот збор. Ана, благодарам. Благодарам што сте денес тук. Благодарам на поканата, благодарам за убавото представување. Ми е драго што имаме можност да се дружиме. Да, јас се дружев со убавиот збор, али се дружев повеќе во делот за големите. Не како автор, не како пишував блогови, пишував теми што се врзани со мојата професија, но го сакам зборот, ја сакам книгата, сакам да читам. И кога добив деца, сватив дека нема многу за читање квалитетна литература на деца. Сега веќе е смената состојбата, има веќе и квалитетни преводи, веќе имаме и наши автори кои што напишаа супер книги, така да да продолжиме на темата. Да. Ова настана многу интересно заради тоа што јас сум NLP тренер, NLP коуч. Тоа е наука што ја проучува успешноста. Дугачкиот назив е кратки уствари е NLP, а долгото е невролингвистичко програмирање. Уствари приказната што стои за тоа е која е разликата помеѓу успешните и не така успешните луѓе, можеби поважно како да се направи тој мост. Јас го учев тоа на некои своји 25 години и некако сакам моите деца да растат со тоа знаење и почнав да го правиме како пракса. Една од работите што подучува во NLP-то е тоа е пред да избираме стратегија за успех, од која состојба избираме стратегијата за успех и така настана книгата Благодарам. Зашто благодарноста е научно докажано дека има највисока стапка на корелација со well-being во секој сегмент, значи. И тоа се истражувања. Немојте да ми верувате, истражете, проверете, видете го благодатот на благодарноста. Книгата е веќе 5-та година, супер функционира, супер е препозната. Многу се радувам што добивам фидбек од родителите кои што вика децата ја бараат книгата. Зошто? Тајната е затоа што нема многу за читање, а има повеќе за меѓусебно дружење. И децата го препознаваат тоа квалитетно време со своите родители, а на нас родителите имаме една скриена можност, а таа скриена можност е тоа што оној момент кога ќе бидеме прашани на некоја тема или темата за која што разговараме, можеме да ги пикнеме лекциите што сакаме да ги споделиме со децата, нашите искуства, нашето знаење, што не секогаш добиваме простор да си го кажеме ако не сме прашани. Така. И супер е. Многу се радувам, например, самата книга е препозната и како дел од новогодишните пакетчиња во компаниите, така да веќе преку 20 компании мислам дека се бренд амбасадори на Благодарам. Значи треба почесто да кажуваме Благодарам. Да. Заради тоа што од контекст на вработени, посрекни вработени, ствари благодарни вработени се посрекни вработени прават подобри резултати. Плюс се поубави и они се чувствуваат. Така да тоа е што прави. Исто како третото издание со фондот за дислексија го направивме. Под мотото секој може, поддржано и од дислексија Здруженијето Ајнштајн, за да ги вклучиме и дечињата кои што читаат поинаку. Зошто благодарам? Зошто баш тој збор? Има и извини или жал ми е. Зошто баш благодарам го одборавте како збор за кој што секако нели не се сомневам дека сте ги научиле и вашите дечиња, затоа што илустрациите се всушност вашите деца. Меѓутоа зошто баш за овој збор? Така. Заради тоа што го врти вниманието кон позитивниот фокус. Тоа е исто кога речеме немојте да мислите на 3 црвени топчиња што скокаат. Немојте да мислите на 3 црвени. Прашањето е колку се големи, колку високо скокаат. Така да, оној момент кога се извинуваме, ставаме фокус. Не викам дека не треба да се извинуваме, но ставаме фокус на што е она што е негативно. Кога кажуваме благодарам, кажуваме на нешто, ставаме фокус на позитивно. Во книгата 50 плюс идеи за негување на ставот благодарам, меѓу другото една од техниките е пробајте да направите замена на зборот благодарам, зборот уствари извини со зборот благодарам. Така, например, извини што ме чекаше, благодарам што имаше трпение за мене. Да. Така да, и тоа многу убаво влијае на децата. Дури со моите деца го теравме на систем на геймификација, каде што требаше да ме фатат кога јас викам извини, и они зимаат поен. Ако јас ги фатев да викаат извини, јас зимав поен. Така да имаше некои работи кои што ги добивме како додадена вредност. Целта е да видиме што се имаме во денот. Зошто? Короната ни покажа многу работи кои што ги имавме, а не ги ценевме и не ги вреднувавме, како например прошетка надвор. И многу други да не. Познавање со семејството и домашните. Фини луѓе биле. Да, точно. Така да затоа благодарам, а не затоа извиним.
Иако повторно кажувам, позди благодарноста не е нешто што јас го измислив, е нешто поради кое што стои сериозни истражувања и е нешто кое што направи првично промена во мојот живот, потоа направи промена во животот на моите деца и потоа решив да го ставам на хартија. Значи, и да одлучат да ја купат книгата, и да одлучат да не ја купат книгата. Се што е потребно е навечер да ги прашаат децата што е она што беше најубаво во тековниот ден. Зошто? Енергијата со која што си легнуваме, енергијата со која стануваме. Од една страна и од друга страна ние ги учиме нашите деца да се фокусираат на што е оно што е добро во текот на денот. Зошто? Тоа што знаат дека вечер кога дојдеме пред да си легнеме, мама и тата ќе прашаат што беше добро денес. Интересно е, например, никогаш родителите сакаме да ги забрзаме работите, да легнеме побрзо ако може, што знае да помине часот за легнување. Значи, они се тие што потсетуваат што беше посебно убаво денеска, што ми е навистина многу драго. И можам да забележам разлика. Не можам да направам скоро голема разлика, тоа што не сме биле без користење на книгата, Елена конкретно е порасната со книгата. Огнен не е порасната, ама од 4-5 годишна возраст почнав да го работам со него, така да не можам да кажам која би била разликата. А сега се 8 и 13, така да сум срекна како движат. Важно го научила значењето на зборот благодарам, го применуваат и надвор од домот. Тоа Како го беше да се надевам? Така е важно да се применува она што ќе се научи, да не биде останато само во домот. Ана, сакам да ве прашам и околу игрите, не само оваа книга, туку имате направено интерактивни игри кои можат родителите, бабите, дадовците, сите оние кои што се со децата да ги искористат и на тој начин да имаат повеќе интеракција меѓу нив. Зашто станува збор? Значи, самата книга Благодарам има и игра Благодарам, таа настана, ако не се лажам, како подарок за вториот или за третиот роден ден, за третиот изгледа беше, таа е слободна, кој сака може да ми пише на Инстаграм, на Фејсбук, било каде кај што ќе ме најде по името Ана Салтирова Давидовски или Благодарам излегувам. Со задоволство ќе ја споделам, има предизвик Благодарам, има картички Благодарам, има и други елементи како домино, карти, пазл слайдс, што не знам како е преводот македонски, али тоа беше мојата омилена играчка кога јас бев дете, па направив реконструкција на истата со тема Благодарам. Така да има работи кои што може да ги правиме со децата во слободно време и плюс дополнително, што е слободен материјал кој што ќе го добијат како PDF форма, кој што заедно ќе го исецкаат со децата, заедно ќе го обојат, заедно ќе го залепат и ќе си направат домашна играчка. И фидбекот што го добивав, што не го очекував како фидбек, а тоа е дека децата уживаат и во процесот на креирање на играчката. Така да и тоа им е дел од играта. Така, тоа значи дека и тие ќе бидат вклучени кога ќе се добие финалниот производ. Како што се вашите дечиња на насловната страна на Благодарам. Ана, благодарам што бевте моја гостинка денес и навистина научивме многу позитивни и корисни работи. Благодарноста е убава работа, треба да се заблагодаруваме, да бидеме коректни и да се извиниме кога грешиме. Благодарам уште еднаш, посакувам многу успех во пишаниот збор. Благодарам исто, благодарам на поканата. Се гледаме забава. Се гледаме.